Зачести појавата на продажба на овош и зеленчук од запрежни возила среде центарот на Струмица. Граѓаните реагираат дека се кучи со обраќајот, се создаваат гужви од продажбата, а од изметот на коњите се шири непријатна миризба. Најпогодени се улиците Братство и Единство, Васил Сурчев, Панче Пеше. Тамо сопственици со запрежни возила продаваат праски, лубеници и домати. Запрежните коли беа паркирани на улиците, додека коњите во дворовите на околните згради. Никој не знаеше кои се сопствениците, а дел од луѓето што ги затекнавме тврдат дека немало каде да го продаваат своето производство и постојано биле на удар од инспекции и од полицијата. Зима ни работа, не ни дава да продаваме, ни из улиците. Не ни дава. А има ли продажба? Барем купуваат ли? Ама купуваат од екстра рубичките, тука е врце народ. На чеши не пуши, нема жив човек. Кој ќе купа таму? Здраво, братче. Инспекцијата не взима работа, како кучина не гонат. А нема ли да на друго место да продавате? Нема, плачман, дек да одеме. Нема, брат, дек да одеме. Нема, тоа е, братче. Одговорните институции велат дека постојано се интервенира на овие улици, но појавата добива на размери. До нив стасуваат реакции од граѓани кои се жалат од непријатната миризба. Доаѓало и до вербални конфликти меѓу загрижените станари и продавачите од запрежни возила. Граѓаните не сакаа јавно да зборуваат, велат дека сликата говори сама по себе со запрежните возила во центарот на градот. По струмишките улици се почеста е појавата на продажба на овошје и зеленчук на запрежни возила, чии коњи пак се врзани на јавните зелени површини на стамбените згради. Граѓаните реагираат и бараат интервенција од надлежните, бидејќи се шири непријатна реа од изметот, а се остава и отпад од запрежните возила.